Во овие временски неприлики, во овие горештини во месец август, имаме намален доток на количини на вода од регионалниот водоснабдителен систем Студенчица и тој доток е варијабилен, варира помеѓу 100 и 200 литри во секунда. Заради недостаток на вода, моравме да ги вклучиме и бунарските постројки, со чишто количини на вода го надополнуваме оној мањак на вода кој што ни се јавува во пиковата потрошувачка, во времето на пикова потрошувачка. Во многу ни се од корист проектот кој што го сработивме од 2010 до 2014 година во соработка со владата на Република Македонија и со општината на Прилеп. Проектот наречен Бунарско постројки Бегова ливада, тоа се 10 нови бунари, вклучително со целокупната инфраструктура за да ова бунарско поле профункционира и да обезбедиме количини потребни за вода за пиење за граѓаните на општина Прилеп. Тоа беше проект кој што се одвиваше во 4 фази. Завршен е проектот, вкупната сума е над 65 милиони денари, како што спомнав, средства кои што се обезбедени од владата на Република Македонија, поточно Министерството за транспорт и врски, заедно со локалната власт во Прилеп. И во ваков критичен период со ваква варијабилност на дотокот на вода од Студенчица, ќе се сретневме со проблемите со кои што се сретнавме во не толку далечното минато и кои што граѓаните на општина Прилеп го памтат, кога моравме со тубички да полниме од цистерни по 10 на 20 литри за да ги задоволиме основните потреби за вода за пиење. Сега со новата бунарска постројка Бегова ливада и со постоечките бунарски постројки кои што ги имавме на располагање Кишовица, Орушица и Кошарка, располагаме со доволни количини на вода за да ги испегламе овие недостатоци и ова варијабилна количина на вода која што стасува од регионалниот водовод Студенчица. Се трудиме да ја искористиме сета вода која што ни стасува од Студенчица. Надополнуваме со континуирано вклучување и исклучување на потребен број на бунарски постројки и да изразам една благодарност за разбирањето на сите граѓани на општина Прилеп кои што ни излегуваат во пресрет во ова време на нарушено, да речам, водоснабдување, не толку нарушено колку нерамномерно, затоа што знаеме дека водата од бунарските постројки се движи во обратна насока од она што го имавме претходно со регионалниот водовод Студенчица, кога имаме гравитационо водоснабдување, доаѓа до одредени проблеми со кои што водовод и канализација се справува и пак уште еднаш ќе нагласам благодарност до граѓаните на општина Прилеп, до локалната власт во Прилеп која што ни излегува во пресрет и има разбирање за овие проблеми со кои што се среќаваме. Во исто време би упатил еден апел и една молба до граѓаните на општина Прилеп за рационално користење на водата за пиење, затоа што гледаме дека во овие временски непогоди ни е стварно неопходно потребна и да дозволиме да со нашето рационално користење да дозволиме да им овозможиме на оние граѓани кои што се на повисоките делови од градот и тие да ги чувствуваат благодетите од водата за пиење која што ги имаат во нивните домови. Ние имаме редовни консултации, посебно во овај летен период и горештини, со јавното претпријатие водовод и канализација, околу редовното водоснабдување на градот Прилеп и општина Прилеп. Навистина, ова е една од најтоплите години во историјата на Прилеп, со екстремно големи горештини, голем број градови, не само во Македонија, туку Балканот и во Европа, имаат огромен проблем со водата и водоснабдувањето, поради намалување на издашноста на изворите, како што е изворот Студенчица, поради овие летни горештини, нормално е дотурот на вода во градот да биде многу помал отколку нормалниот дотур на вода. Ако ова криза со суша и временските неприлики беше присутна пред 10 на 12, 15 и повеќе години, ние ќе ги имавме најголемиот проблем со вода. Ќе ги имавме оние слики кога Прилеп со месеци, денови, недели, месеци немаше вода, а ние моравме да дежураме како граѓани на општина Прилеп по цистерните да наполниме некој литро плюс вода за одржување пред се на личната хигиена, за пиење и да не правиме муабет, значи. Ние не дозволивме градот во овие летни горештини да има
поголеми проблеми со водоснабдувањето, редовно е водоснабдувањето, можеби околу квалитетот се на водата, меѓутоа затоа има апел од јавното претпријатие Водовод и канализација да се преврива, иако е таа исправна, меѓутоа за секој случај да се преврива. Прилеп и во овој летен период стана еден од градовите кои се најдобро снабдени со вода, благодарение на бунарите кои беа направени, проектирани и скопани за време 2010, 2013, 2014 година, бегова ливада, со што се надополнува системот Студенчица, вклучување и на постарите бунари, меѓутоа пред се придонесе и комплетната реконструкција на водоводната мрежа со проектот од КФВ банката и владата на Република Македонија во вредност од десетина милиони евра. Или да напоменам, во минатото се вложи некаде 14-15 милиони евра во подобрување на водоснабдителниот систем во Прилеп, и тие вложување инвестиции кои што се капитални, едни од најдобрите и најголемите во историјата на Прилеп. Прилеп денес е еден од градовите кои се најдобро водоснабдени со вода, и граѓаните на Прилеп и во овие најголеми горештини не дозволивме градот да има поголема криза. Рушица и Бегова ливада. Бегова ливада има издашност од 90 цевководи за нив, вклучително напојување за нив, собирни шахти и потисен цевковод кој што е изграден и е сврзан со доводен со Република Македонија, проект кој што се реализираше во неколку фази, 4 фази. Вода. Што работи?